Со мојата наредна гостинка ќе апсолвираме теми кои што се и од политичка важност, не само општествена, она што викаме општествена политичка важност. Билјана Ивановска, председателката на Државната комисија за спречување на корупција. Добро утро, госпожа Ивановска. Денеска оригинално ве повикав затоа што вчера имавте еден изворедно успешен настан. Организиравте дебата за новиот закон за легализација на дивоградби, овој што се врати, што него потпиша председател Пендаровски. Гледам дека одеците во јавноста се прилично големи. Морам да ви кажам дека има впечаток дека нашава влада не е првпат, не е единствен закон, ќе предложи закон, ќе го усвои, па потоа мора некој да го кочи во случајов председателов, па да се врати, па потоа да отвори расправи, тоа овој пат не отвори владата расправа, иако што е право растрчани се министрите да објаснуваат што им била намерата заедно со премиерот и така натаму. Вие правевте. Зошто се повикавте, се почувствувате повикани да отворите расправа за овој закон? Ние сме државна комисија за превенција. Така, значи, нашата превентивна улога е токму таа. Во насока на тоа, на таа улога и ја отворивме оваа јавна дебата. Ние навистина бевме изненадени кога се донесе овој закон, заради тоа што во собранието имаше многу добра дебата за националната стратегија за борба против корупција, во која што во делот за градежништво и урбанизам токму го наведовме ризикот од постојање на овој закон и препорачавме што побрзо да се ограничи неговата примена. И сега пратениците кои што ја поддржаа стратегијата, едноставно потоа го изгласаа законот и навистина бевме, да не речам изненадени, ама бевме изненадени и веднаш изреагиравме со тоа што кажавме дека ќе го изанализираме законот и ќе доставиме иницијатива до Уставниот суд, па да се провери дали тој закон е усогласен со Уставот. Меѓутоа не дојде до тој момент заради тоа што фактички се уште немаме закон. Во меѓувреме председателот не го потпиша, со што законот се врати во собраниска процедура. Процедурата продолжува понатаму и сметавме дека ова е поволен момент да се слушне професионалната јавност во Македонија. И од тие причини ја изорганизиравме оваа дебата и сме многу задоволни. Значи, на дебатата беа повикани сите релевантни засегнати страни, од представници на собранието, од представници на Министерството за транспорт и врски, Министерството за животна средина, Инспекторатот за животна средина, Агенцијата за планирање на простор, значи оние институции кои што се засегнати страни. Па понатаму повикавме од Комората на архитекти, од Асоциацијата на архитекти, од факултетот, професори, повикавме граѓански здруженија, повикавме експерти по право, професорка од правен факултет, професор по уставно право, судија во кривичен суд. Значи, имавме една шареноликост од гости. Повикавте пратеници? Да, повикавме оние кои што се председател на Комисијата за транспорт и врски, председател на Законодавно правна комисија, меѓутоа од собранието немаше одзив за жал. Не знам зашто и како, меѓутоа не е битно во јавноста, ќе видат зашто се разговарало. Добро би било и нели да беа и присутни, беше министерот. Тој имаше прв збор, го празложи значењето на тој закон. Се уште нели социјалната нишка провеува дека е најважна во тој закон, меѓутоа од самата дискусија произлегоа значителни слабости во законот. Се утврди дека тој закон не е усогласен со Уставот, заради тоа што не овозможува владење на правото, ниту пак ја заштитува животната средина. Од оно што го гледам, Бочварски не е само кај вас на дебатата, туку по разни медиуми деновиве дебатира, па и самиот премиер се обидува да објасните така натаму. Во законот има, би се рекол, една популистичка димензија, тоа што вие го нарекувате социјален аспект, а тоа е, велат, знаете како е 50.000 дивоградби и така натаму. 2011 кога се донесува првичниот закон за легализација, тогаш имаше негдека околу, ако не се лажам, над 200.000 дивоградби и така, кои се легализира и интенцията беше, намерата беше да со тоа се стави една црта и да почне да се барем во некакви најкрупни димензии да не се прават дивоградби. Сега се наоѓаме 10 години потоа повторно со 50.000 дивоградби. Владава која што има и политички резон и доаѓаат избори, секогаш и доаѓаат избори, не само локални, туку и државни, парламентарни и така натаму, сака да се справува и да помогне од една страна 50.000 луѓе, но од друга страна де факто да легализира нешто што е резултат на кршење на закони.
Така е. Вие како Државна комисија за спречување корупција, можете ли негдека на половина пат да се најдете во тој резон? Апсолутно, значи ние гледаме дека со овој закон на една страна сите оние граѓани кои што си имале дозвола за градба, си ги почитувале сите процедури, си платиле комунали, сега тие стануваат граѓани од втор ред, затоа што сите оние што граделе бесправно, па дури што им се започнати постапките, ќе им се стават настрана и дивоградбите ќе се значи без правото ќе стане право. Да. Сега они велат дека компензацијата нема да биде по 1 евро, туку ќе биде по комунали и плюс казна. Значи не е во прашање социјалниот случај. Било, Ама не, тоа значи дека не е во прашање социјалниот случај. Значи тој ако е сиромав, едва е закрпил нешто, а не па уште од одгоре да плаќа поскапи комунали. Значи е некој со ЕСАП на кој што му одговара да плаќа поголеми комунали. Од друга страна, јас сметам дека со ваков закон ние ја покриваме целата слабост на инспекцијските служби. Дали општината немала инспектор, дали тој бил со несоодветно образование, дали тој зател, дали дал решение за рушење па не се спровело, не е важно. Важно не профункционирало како што треба. И од тие причини сега ништо тоа се бришеме, ние сега ќе почнеме од почеток. И сега имаше многу добри предлози. Значи, дека постои проблем, постои, дека треба да се реши, исто така треба да се реши. Прашањето е како. Значи, прашањето е, на тоа прашање како имаше вчера одлични предлози од Фелата. Значи, прво се кажа дека треба да се направат критериуми, да се направи инвентаризација. Секоја општина со какви дивоградби располага. Затоа што беа споменати и хотели, беа споменати и базени, беа споменати и фабрики. Па сега не може некој сиромав фабрика да гради, тој веќе не е сиромав, тој е газда. Значи, да не ги злоупотребуваме социјалните случаи за постигнување на некои други лични интереси. Тоа беше целата работа. Кажете ми, таму дури поранешната министерка за правда излезе со теза дека законот треба да се повлече. Точно така, да. И да се Што се вашите очекувања? Па јас сметам дека прво ова се што беше вчера кажано, ние ќе го сублимираме и нашиот сублимат ќе го поднесеме до Министерството за транспорт и врски. Ние имавме и комуникација со министрот и јас малку сум оптимист, малце повеќе, затоа што гледам расположение и разбраност кај министерот за транспорт и врски дека има волја и желба нешто да се поправи, да се направи. Ако има желба и волја, може да се направи, затоа што и тој па на крајот на денот и тој е архитект и тој знае како треба. Да, он е градежник, ако не се лажам. Па рече дека е архитект. Значи, многу му е по-приемчива таа материја, нему отколку нас на економисти и правници. Не само тоа, туку е бивши градоначалник, така што ги знае сите процедури. Па ги знае сите процедури. Значи, може. Значи, треба волја. И сега подобро е политичката волја да се насочи кон уредување на нешто што значи уредување за години, за децении, за периоди понатака, не носење на политичка одлука која што ќе создаде проблеми, како што беше таа претходната во 2011. Таа се донесе, а се изградија многу после тоа објекти. Значи, да се вратам на темата, она што ние ќе го направиме како сублимат од вчерашните излагања, ќе го доставиме до Министерството за транспорт и врски, до собранието и до владата и ќе го објавиме нели во медиумите, бидејќи вчера беше целиот настан беше покриен од медиуми, да знае јавноста на кој начин би можело да се посуди. Понатаму министрот мислам дека има волја директно, конкретно да ги определи чекорите за решавање на овој проблем, значи како тоа директно да се спроведе и мислам дека може. Не треба да се брза, тоа беше заклучокот вчера, значи да се врати на повторна постапка, да не се брза и да се направи едно убаво издржано решение што навистина ќе им помогне на социјалните случаи, но не и на оние кои што го прават тоа од некои бизнеси. Да, имале други инспирации. Така е. Госпожа Ивановска, морам да ве прашам за еден впечаток, дали го споделувате. Владава некако како да брза со битни закони и потоа тие закони од кога веќе ќе ги предложи, па дури ќе поминат собраницки процедури и така натаму, доживуваат големи јавни дебати. Потоа се принудени да ги враќаат во процедури, тоа се случи не само со овој закон, со 3-4 наназад. На сличен начин ќе биде и со приватизацијата на земјиштето, претпоставувам дека ќе се случат истите, веќе се случуваат истите. Како ви се чини, сега ве прашувам од вашата позиција, работата на владата во таа смисла? Од една страна се борат за транспарентност, го слушаат народот, како што често сакат да кажат. Од друга страна, во постапките кога ги предлагаат и ги прават законите,
не вклучуваат јавни дебати. Оваа јавна дебата вчера вие што имавте можеше да биде направена пред да се изгласа законот и да се предложи до собранието. Значи владата има повеќе алатки да го слушне гласот на народот. Добро е што е потранспарентна, тоа е добро. Значи да не е транспарентна нема да се видат оние чекори што сега ги гледаме, меѓутоа се учи. Како да речам, се практицира. Значи ние преминуваме сега кон еден подемократски, потранспарентен начин на живење. А владата има алатка и во деловникот да ги доставува важните закони до антикорупцијска комисија. Ги доставува ли? Па не ги доставува. Значи тоа ми беше поентата. Комуницирате ли, разговарате ли за тоа со владата? Со кого? Ние имаме да речеме одредена динамика на средби со вице-премиерот Николовски. 2 пати месечно се гледаме на Zoom и разговараме и сме се договориле, значи тоа е начелен договор дека треба. Тоа им е одредба во деловникот што треба ние да речеме. Како ви е впечатокот на владата во однос на антикорупцијска комисија? Мислите дека може би малку и се гризнуваат за јазик што имаат ваква дека се треба да ги прашате. Не, јас имам слушнато дека некој таму има речено некој од коалиционите партии дека доста им е да ДКСК и не би сакале тоа искуство да го повторуваат и со други независни тела. Има поише муабети, се слушаат сега, колку е вистина не знаеме, ама факт е дека се слушаат. Сакам да кажам дека имаше алатки да се издискутираат сите одредби, да се претресат, да се намалат ризиците од корупција, за понатаму да немаме ваков проблем. Значи, ние на тоа сме реагирале, сме укажале и во собранието, тоа го кажавме. Ние на наша иницијатива правиме антикорупцијска проверка на одредени закони кои што во текот на работењето на предметите ни станале камен на сопнување. Меѓутоа, нешто што се предлага во собрание, мислам дека треба задолжително да помине кај вас. Да помине кај нас и еве вака преку еден поширок круг на експерти од областа да се собере јавното мислење. Па нашите експерти се најдобри во светот, кај да одат се најдобри. И зошто ние да не ги користиме тука да му се не. Да ве прашам, во меѓувреме се случува зајакнување капацитетот на државната комисија. Се преселивте веќе, завршивте ли со преселба во новите простори? Па горе-доле завршивме, инвентарот е пренесен, останува сега уште фирмата да пренесеме, односно нели архивата. Така да. Мислам дека во наредната недела тоа ќе го завршиме, ќе бидеме веќе целосно функционални од новите простори. Имавме конкурс, точно, имавме нови вработувања, имавме голем одзив. За 8 нови вработувања имаше 197 пријавени кандидати. Квалитетни пријави? Па сега најдобрите ние се потрудивме да ги избереме. Знаете како оди тоа преку законот за административни службеници. Во кој дел се зајакнувате? Во кој дел од капацитет? Во делот за корупција, во делот за судирни интереси, во оној дел што е за следење на седници, меѓународна соработа. Што тип на кадри се истражители, правници, советници, кои што ќе имаат тој тип на советници, ама тоа подразбира советници со искуство. Значи јас сега за сега од она што го слушнав профилот на луѓето кои што ќе дојдат во нашава институција, сум задоволна, па се ќе видиме на дело, нели да не прејудицираме некои работи, сепак нова, мислам ќе бидат во нова институција, ново обкружување, треба тука да се снајдат. Како сте со буџетот? Бидејќи тоа беше една од темите за кои разговаравте со владата. Па добро, ние преговаравме со министерот за финансија, сум задоволна, тој ни вети нели за првата половина од годината унапредување и вработување, еве тоа го стваривме, сега треба да се потсетиме што е било ветено за втората половина. Бидејќи во тек е подготовката на ребалансот, едното прашање што беше просторни услови еве го се заврши. Прашањето за човечки ресурси дел по дел се надминува. Останува уште тоа прашање за софтверот. Значи имаме, владата ни даде согласност за повеќе годишна набавка. Беше објавен тендерот пред крајот на пред оваа година, на минатата година поточно. Меѓутоа имаше значајни слабости во тендерската документација и затоа моравме да го поништиме. Имаше многу прашања од економските оператори и така. Сега не ни беше ниту преведена, иако се работи за меѓународен оглас, меѓутоа добивме забелешка дека тендерот требал да биде на македонски јазик. Ги завршивме сите тие. Значи има некој вас да ве врати. Па сега добро. Значи секој треба да си каже оној дел што му е него специјалност. Ние, иако добивме усмено дека може да оди така тендерот, меѓутоа на писмено добивме дека не може. Почитуваме како треба, така, важно да биде кој што треба.
Така што сега се надевам дека во скоро време ќе се објави, ќе имаме технички диалог пред да го објавиме тендерот, потоа ќе го објавиме и се надевам дека ќе одбереме солиден економски оператор кој што ќе ни направи софтвер, така што Па еден од главните творци на софтвери се наоѓа во истражните оделенија на Шутка, така што не знам дали ќе најдете доволно добри други. Кажете ми, што ќе ви реши тој софтвер? Тој беше за поврзување со сите институции? Да, за поврзување, за електронско поднесување. Ама сите новини што се убави ставени во законот се решаваат преку тоа електронско поврзување. Знаете, и сега на почеток очекувањата беа големи од комисијата, нели? Меѓутоа, од тој закон се исполни само оној услов начинот на избор на комисијата. И не се повтори, ако смеам да забележам, потоа чекај се да видиме пред некои други комисии не се повтори. Не се повтори, да. Не бевме сведоци на тоа. Сега требаше да бидат исполнети и другите предуслови, па да се чека комисијата само, нели, на чисто и да работи. Ние во текот на ова работење навистина имавме многу предизвици, да бидам реална. Меѓутоа, јас сум оптимист и сум среќна што дел по дел ги расчистува. Билјана Ивановска секогаш оптимиста и би рекол и реалист, бидејќи нашите разговори секогаш завршуваат со една зголемена доза на решителност. Каква ви е општата оценка, да ве прашам, бидејќи имаме уште една минутка, каква ви е општата оценка? Се подобруваме во целиот процес политички, како да кажем, општествен за тоа вие што го работите или стагнираме? Па, јас сметам дека свесноста расте. И тоа е добро. Свесноста кај граѓаните расте, тоа се гледа по пријави, по реакции на граѓаните, по можноста да се искажат. Свесноста расте, тоа е добро. Од тука веќе од тој квантитет може да произлезе и нов квалитет, и нови движења. Па по се судејќи и овој закон веројатно заради растењето на свесноста, овој што вчера го дебатиравте, така владата ќе си го повлачи и прашање дали дури и подобрен ќе го врати во процедура. Ќе треба да видиме како тоа. Мора некаков закон да врати, мора некаков закон, меѓутоа тој треба да биде правно издржан и да биде праведен. Тој да ви го достават пред да го предложат повторно или Па очекуваме. Добро. Сега не би требало, еднаш може случајно да се сгреши, ама вторпат тоа е намерна грешка. Така е. Во 10 часот јас си благодарам на Билјана Ивановска, претседателката на Државната комисија за спречување корупција. Пак ќе си ја викнеме. Ние се обидуваме еднаш на месец-два секако да биваме за гостит. Не друго да ги проверуваме овие да не заборават дека има и над поп како велат. Дека има кој да ги контролира владик. Ви благодарам за ово утринско брифирање.